Физикалната терапија очекува нови апарати и нови вработувања. За кратко, во функција овде треба да биде ставена опрема која се покажала како исклучително добра меѓу другото и во лекување на спортски повреди. Во најскоро време ќе се пушти во функција магнетотерапија и лазеротерапија, што досега ние го немавме, а ретко каде го нема во физикалната терапија. Тоа се посебни процедури кај млади деца, спортисти, кај здрави луѓе и тие даваат добри резултати. Во моментов на одделението работат двајца лекари специјалисти, додека еден е во завршна година на специјализација. Поднесов барање за уште 2 нови специјализации. Затоа што додека дојдат новите колеги, специјализацијата трае 4 години, веќе треба ние да се одиме во пензија. Значи мора да постои таа смена на генерации додека се влезат во рутина, во шема. Треба и тие 2 нови да ни се одобрат. Се во ова, но и дополнително вработување на среден персонал е неопходно за нормална работа на одделението. Очекувам дека доколку се набави апаратурата за која што е поднесено барање уште од пред 3 месеци и Министерството не излезе во пресред, доколку се расчисти со вработувањето на целиот овој персонал што е сега волонтерите и плюс нови да ни дојдат, дека ќе можеме што повеќе да прифатиме пациенти да ги задоволиме нивните барања. Месечно амбулантски во физикалната терапија во Штип се третираат околу 300 пациенти, а над 30 се задржуваат на болничко лекување.